Здраво, дечки и девојки. После долго време ќе снимиме уште едно видео. Денеска ќе снимиме едно видео за Binance, за BEP20, мрежата. Сега не знам како децентрализирана или централизирана ќе видиме. Исто така ќе видиме што значи BNB коинот, како може да се заработува со него, затоа што има многу добра заработувачка. И да ви кажам дека јас реално мислам дека е добар коин, барем според мене. А сега да видиме што значи BNB Smart Chain. Значи тоа е децентрализираната мрежа, тоест и не толку децентрализирана мрежа на Binance. Значи таму ако знаеме или не знаеме, претходно постоја две мрежи. Јас од кога се занимавам со крипто, јас знам за две мрежи дека имаше и беа BNB Beacon Chain и BEP20 chainот. Едниот беше за governance, тоест BNB Beacon chainот, а другиот беше за DeFi, за NFTs. Исто така, кога се праќа например токени, ако се сгрешеше мрежата, можеше нели да не дојде, па се заглават, па потоа не може да ги одладите, тоест токените и така натаму. Сега, понатака, само не знам која година се направи апдейт и више не постои BNB Beacon Chain и сега постои само BEP20 мрежата. Сега ако знаеме, пример, мрежава работи на Proof of Stake Authority алгоритам, консензус алгоритам. Тоа е некоја мешавање на Proof of Authority и Proof of Stake. Сега што значи, ако знаеме дека Proof of Stake значи да се покаже оддаденост кон самиот чейн, тоест комитмент да се покаже кон чейнот и уствари да се прави делегирање на коините што ги имаме на некој пул. Тоест кај некој валидатор, затоа што ваму се викаат валидатори, а не се викаат пулови, затоа што не постојат пулови, постојат само валидатори на самата мрежа. И секој кој има коини значи кои се делегирани кај еден од валидаторите може да добија награди од трансакциите на самата мрежа. Сега делот од Proof of Authority, тоа значи дека имаме лимитиран број на валидатори, тоест 21 валидатор, затоа кажувам и дека не е доволно децентрализирана мрежата, тука е централизирана. И исто така, и они се вртат во круг кој ги го прави следниот блок со некој алгоритам, ќе видиме малце подоцна во видеото. И доколку ги имаме нели стекнато како еден од овие алгоритми, зависно од бројот на BNB, тие го добиваат градењето на следниот блок и со тоа се добиваат transaction fees, тоест ајде нека остана transaction fees, да не го преведам. И исто така, затоа што е Proof of Authority, имаме и процесирање на самите трансакции многу брзо, значи многу побрзо од останатите ченови, но затоа и имаме и многу централизиран елемент во самиот блокчейн, тоест BEP20 блокчейнот. Сега да видиме како се креира една BNB трансакција. Ако знаеме, например, ние основно знаеме дека би требало да го подигнеме само волетот, нели да ставиме колку пари, да ставиме receiving адресата, и нели кој ќе стиснеме send се праќа, но во позадина се дешаваат еден тон работи. Ако може да видите сликата, ова е малци технички слика. Дори мислам дека и цела слика нема да објаснувам во целосни детали, но како што кажа, прво се креира трансакцијата, прво на волет како MetaMask, и потоа се конструира целата трансакција таму, значи се внесуваат адресата праќачот, тоест примачот, па количината BNB и gas fees, колку што сака да плати праќачот, затоа што може да се стави кастомизирани gas fees. И се има некој максимум и нели, доколку имате поголем gas fee, побрзо ќе ви се изврши трансакцијата на самиот блокчейн. Потоа, од кога ќе се конструира трансакцијата, преку RPC се праќа до еден од нодовите, каде што потоа нодот ги известува останатите нодови, тоест валидатори, значи нод и валидатор едно исто, само да кажам, ги известува другите валидатори дека има нова трансакција и потоа таа се праќа до мемпулот. Во мемпулот се трансакциите кои ги значи во мемпулот се трансакциите кои не се извршени и кои се уште не се доволно валидирани од останатите валидатори кои што ги кажав, кои што постојат 21.
Сега, исто така, мислам пред да се прати, исто така треба да се потпише од самиот волет пред да се прати целата трансакција. И потоа кога ќе се прати трансакцијата, валидаторите и останатите нодови ја додаваат во мемпулот, како што гледате тука во мемпулот, како што кажав дека тоа се неизвршени трансакции. И потоа со раунд робин алгоритам, значи тоа е се алгоритам, сега не е битно да го објаснувам алгоритмот, но тоа е процесорски алгоритам, се одбира кој нод од овие 21 кои што постојат ќе биде следниот блок пропозер и ќе го билда блокот. И потоа нодот кој е одбран селектира трансакции, како што кажав, значи селектира трансакции, како што кажав, потоа нодот значи одбера трансакции и ги селектира според платен gas fee, како што кажав погоре, може и кастомизирано да се додаде gas fee. И потоа се додава timestamp, значи како што кажав, се додава timestamp, се додава parent hash, значи претходниот хаш на блокот за нели да се направи целиот блокчейн и за да се одржи интегритетот на целиот ланец. Од кога ќе се склопи блокот, значи се дава на верификација, тоест на верификација, валидација кај останатите валидатори, и останатите валидатори проверуваат ставки како например дали се добро подпишани трансакциите и дали праќачот има доволно средства за да се пратат тие средства од еден на друг волет. И потоа за еден блок да биде конфирмиран, мора да биде конфирмиран од 14 од 21 валидатор за да биде потврден и да се направи финализација на блокот. И потоа со криптографија се прави voting на самиот блок и од кој ќе добие доволно гласови, блокот се смета за атестиран. Значи, што значи, од кој ќе се дода, например, ако гледате, ова е блокот што бил направен, од кој ќе се додадат уште 2 блока после него, тогаш се кажува дека е атестиран и веќе не може да се измени. Ова е како технички функционира целиот BNB chain. А еве сега да разгледаме прво каква е цената на самиот BNB. Ако може да видиме, мислам ова е скрос изненадувачки, во однос на останатите коини, значи многу е пораснат коинов. И мене ми е реално многу жал затоа што го немам јас во портфолио, го имав претходно, добив некои прилично големи награди, ќе ги објаснам и после како се добија тие награди. Сега дуира малце полесно, претходно беше потешко, но се вратиме прво малце на техничката анализа. Значи, ако може да видиме од 6 негде, тоест не, од 4 март, ако земеме целиот кендал, може да видиме дека е пораснат па дури 167%, мислам, тоа е ненормален раст и апсолутно, мислам, овој коин заслужува дел барем од моето портфолио, секој за себе ќе си каже. Нормално имаше некој за ваканции со Binance, па може имаше некој плашење и ово и она. Мислам, беше сериозна работата, ама гледате, Сизи, Чангпен Зао си одигра добро. Така да ако може да видиме, моментално сме во price discovery, значи ова е all time high на коинов и реално немам правено некоја длабока техничка анализа за да видам до каде би одел, што би одел. Но мислам дека има простор барем да порасне уште некои 50% од оваа цена. Тоа е само моje мислење, секој треба да си има за себе своje мислење, доколку го има во портфолио, да се знае кога да го продае. Но не сум тука за техничката анализа на BNB. Сакам да ви кажам друга работа, затоа што јас кога држав 10 BNB имав јас, ги имав земено околу на 230 или може и $250 да беа. Значи, ако сум ги чувал до сега, ги сум бил повише од пута 4 во профит. Значи, дури сум ги земал на 250, околу 4,5%, 4,5 пати, скоро 4,5 пати во профит од BNB коинот. Јас највеќе го држав, ради тоа што знаев дека зима награди. Ако отидеме на Binance, сега моментално не сум логиран, но и на телефон е нешто слично, ако отидете на Earn, отидете на Simple Earn
имате ваму каде што може да го стейкате самиот коин. Знам дека не е голема наградата, 0,15, 0,32 не е ништо. И тоа зависи, нели, ако отидеме на подолг период ќе ни даде повише. Мислам, мене ова не ми изненадува, премногу мал е процентот, но има друга една работа за која сакам да ви кажам, дека кога го стекате, вие автоматски добивате и airdrop на други коини. Значи, збориме сите кои ќе се најдат на Binance Launchpad и може да земат коини, значи што ќе се вадат нови, нели, нови мрежи, Binance ги поддржува, имаат некои коини, вие го стекате вашето BNB, автоматски добивате коини од него. И едно нешто што сакам да го прикажам е тоа што јас прилично голема добивка направив на самиот BNB. Мислам, самото стекање на BNB претходно не можеше да се стека BNB и не добивав тоа Launchpad, значи требаше или да се стекне во Launchpad, во Launchpad или да се стека само BNB. Ја не го стекав само BNB-то, туку гледав да има нови проекти, дури имав направено и скрипта нека, затоа што јас сум и плюс програмер. Имав направено и скрипта за ми јавува кој ќе има нов коин, за да можам да го ставам одма на Launchpad. Така и добив прилично големи награди. Ја можам да кажам дека земав околу 1300-400 долари во награди и сега замислете, јас сум ги земал сите коини на 2500, сум земал околу 50%, сум си ги извадил парите само од наградите што ми ги дава Launchpad-от. Тоа знам дека имаше и Launchpad и Launchpool, моментално не знам дали има Launchpool, мислам дека се сите во едно. Но само ви ги прикажам бројките, значи јас кои што ги добив, мислам тоа е ненормална работа. Мислам овдека прво ќе ви го покажам лонч пулот. Тука имаше прилично големи награди. Ако може да видите на некои коини како Bell, FLM, Alpha, SUI, SEI, ETFI, гледате, има премногу големи награди, но овдека не знам, не можам да се сетам, дури не можам да најдам информации ни хистори на Binance, колку коини беа стекани BNB и така се делеше и наградата. Значи имаше одредено коини колку се во BNB пулот и зависно колку BNB коини ќе се стават да стекат во лонч пулот, така беше и наградата. Но ако ја прерачунаме наградата прво на 1 милион BNB, значи ние можеме да добиеме, ако на првиот ден кој излегол коинот ние сме го продале, значи ако сме го стегле од 2020 до 2025 година, 5551 долар би добиле ако се 1 милион BNB. Значи ако бидат 2 ќе бидат поделено со 2, ако бидат 4 ќе бидат поделено со 4, нели? Од оваа бројка па еве да бидат и поделено со 4, малце ли е да се добие во награди околу 1000 и како ќе му испадне 1300 долари. Ја мислам дека апсолутно не е малце. Сега ако сме ги продале на all time high сите коини, ако може да видите на 1 милион BNB, тоа значи дека би добило 21.683. Јас знам дека стекав негде од прилика од 2020 до 2024 некој период, не може да се сетам кога, затоа што пак ќе кажам немам хистори, но мислам дека некој просек се стека од 2 до 4 милиона BNB. Така да ако видите, реално имав некои коини што ги продав одмор кој ќе излезеше самиот коин, дека ги следев само цените првите 2-3 сата, доколку ми одговараше цената ја продав, ако не ми одговараше не ги продав коините, така да имам извадено негде околу 1300 до 1500 долари. Значи не ме фаќате за збори, знам дека сите коини, мислам, до 2024 не ги фатив. Исто така имаше и Launchpad, ја најдов информации за Launchpad, ако видиме за Launchpad, исто така, например на First Day, ако сте ги продале се 388 долари, а ако сте ги фателе на All Time High, 1096 долари. Не можам да кажам кога сум ги продал, не знам, но знам дека од прилика јас кога ги добивав наградите, мислам ги префрлав во Cardano, затоа што јас сум прво и најголем Cardano фан и највише ја разбирам самата мрежа. Мислам, не само од фундаментален аспект, туку и од технички аспект. Ја разбирам исто така мрежата, така да луѓе мислам дека овој коин највише ради наградите го држав, а мислам дека понатака кога ќе одржам самиот коин ќе биде и за самиот раст, што е со BNB.
и секој нормално треба да се одлучи самиот за себе што ќе прави. Тоа е за денеска видеото, дечки. Фала ви за внимание и се гледаме во некоја наредна прилика.